Случајот со паѓањето на беспилотното воено летало дрон во Хрватска покажа дека иако земјата е членка на НАТО, можни се сепак пропусти и инциденти. 25 минути истражува колку македонското небо е заштитено од вакви евентуални сакани, каква е состојбата со скривниците за засолнување на граѓаните во случај на катастрофи и воздушна опасност, но и тоа дали постои институционален ефективен план за заштита на граѓаните во вонредни ситуации. Војната во Украина неминовно го наметна прашањето колку граѓаните се запознаени со состојбите со скривниците, дали воопшто знаат каде се лоцирани тие и дали истите се во функција. Надлежната институција за нив, Дирекцијата за заштита и спасување, на барањето на 25 минути да ни каже колку скривници има и во каква состојба се тие, не ни одговори, ниту пак ни дозволија да снимиме една од нив. Политикологот Стефановски говори за важноста граѓаните да бидат информирани колку се заштитени од државата. Треба да се инвестира во таа јавна политика, креирање јавни политики на безбедносна култура. Граѓаните се со право загрижени. Ние сме земја која излегла од конфликтот пред 2001 година и граѓаните имаат во својата меморија неубави сеќавања и тој имунитет, така наречен, безбедносен и загриженост веднаш може да се насети. И од друга страна, таа критична инфраструктура што државата ја обезбедува, таа стратешка инфраструктура каде што навлегуваат и овие засолништа, сепак мислам дека граѓаните се во право, дека властите треба да најдат механизам да комуницираат со граѓаните, но и тоа да биде видливо, да има повеќе вежби во однос на поглобални опасности, дали се природни катастрофи или можни видови на закани во делот на нуклеарна радијација, и тие засолништа мислам дека не се во некоја добра кондиција и дека секако треба се пристапи кон нивно ставање во функција. Марко Панковски јасно ги воочува слабостите во системите за заштита од катастрофи и непогоди. Во однос на капацитетите, особено за засолнување, тоа доста е актуелно во последно време. Владата и државата генерално имаат законска регулатива според која се раководат. Управувањето со засолништата е уредено во Законот за заштита и спасување. Потоа од 2010 година постои уредба од владата која детално ги утврдува условите според кои треба да се одржуваат овие засолништа. Тоа што е проблематично во овој дел, колку навистина како држава ние имаме капацитет да следиме колку овие засолништа се одржуваат според тоа како е пропишано. Тука често кај нас е и проблем генерално и ниската свест за превенција и најчесто како општество тежнееме да реагираме нешто кога ќе видиме дека непосредно може да ни се случи или подоцна, но мислам дека државата институционално и законски има добар систем. Предизвиците се секако во имплементацијата, особено ако зборуваме и ке засолништата во делот исто така на инспекцијскиот надзор. Случајот со Украина ги сврли на површина недостатоците на превентивните планови на државите во услови на кризи, вели Стефановски. Концептот на традиционални закани е напуштен поодамна со самите тие чекори кон пристапување на членка на НАТО и со самото влегување на НАТО. Ние повторно ќе посочам, мислиме дека секогаш брзо ќе донаде бранат. Со случај со Украина се покажа дека НАТО е една масовна организација, но сепак во неја има една бирократија која таа помош што ние очекуваме може не да е веднаш. Затоа ни треба да имаме ресурси, да имаме инфраструктура која самите ќе одржуваме и барем ќе понудиме пример на заштита. Напуштањето на концептот на традиционални војни закани рефлектира нарушен систем на цивилна или условно кажано заштита, каде што тие засолништа, тие капацитети на стокови резерви е напуштен, затоа што ние сепак се темелиме на таа колективна заштита, која сега треба ние да ја редефинираме. Да, државата нема инвестирано во тоа, но не значи дека не треба да инвестира и треба може да се најдат ресурси, затоа што тоа сепак се покажува за нешто важно кој треба да се одржува.
Од друга страна, студија на Институтот за демократија посочува дека на локално ниво со години во земјава речи се и да не се вложувало во алатки за тревожење и заштита при непогоди и катастрофи. Да, нашето истражување повеќе ги опфати локалните способности за превенција и справување со природни непогоди, но генерално ние немавме, например, да мапираме засолништа, немавме таква обврска, но имавме прилика да видиме и низ медиумите, но и често и кога зборувате со граѓаните ќе ви кажат дека тие често се во многу лоша состојба, ретко нив кои се одржувани, како засолништата во рамки на објекти за колективно домување, но и посебните засолништа што ги има на повеќе локации во градот и низ земјата. Имаше некои информации од институциите скоро дека се реновирани, 5 мислам дека беа вакви засолништа колективни, но мислам дека многу повеќе тука треба да се инвестира. Голем дел од нив се навистина запуштени, дел од нив се изнаемуваат, тоа е во ред, законски е дозволено да се изнаемуваат, но истите мора во 48 часа да се вратат во првобитната состојба, така што државата мора да обезбеди дека тие засолништа во најбрз можен рок можат да се вратат за намената за која се направени. Тој додава дека добрата подготвеност на граѓаните може да допринесе значително за сопствената и за отпорноста на заедницата. Најпрво е најважно активно да ги следат состојбите од официјалните институции, од медиуми на кои може да веруваат, да внимаваат секако да не подпаѓаат на лажни вести, да не подпаѓаат на паника, што често се шири помеѓу населението. Ние моментално спроведуваме на активна кампања со цел да ги подготвиме граѓаните за заштита од природни непогоди, што да направат при случај на земјотрес, поплава и слично. Но исто така можеби институциите е потребно, имајќи го денешниот контекст и нарушената безбедносна состојба, ова да го прошират можеби и на друг тип на ризици. Стефановски советува дека земјата и покрај членството во НАТО мора да вложува во технологија и системи за рано предупредување и тревога од евентуални опасности. Во основа ние како земја членка на НАТО сме конзументи на така наречено паметно небо, односно грижата за нашата безбедност во однос на воздушна така наречена заштита е под грчка контрола. Но конфликти од ваков размер покажуваат дека сепак треба да имаме ресурси за да можеме да, ако ништо друго, лоцираме летала од типот на ова беспилотно летало кое падна во Хрватска. И Хрватска користи таков систем, заштитник на небото на Хрватска, Унгарија и Италија. И во принцип тоа покажа дека НАТО се што она го има планирано во последната деценија мора да го надгради во смисла на помодерни системи и самите држави да имаат помодерни системи кои може да лоцираат такви беспилотни летала или воздухоплови кои може да загрозат на некој начин и територија и критична инфраструктура. Додека поголем дел од граѓаните се загрижени каде би се засолниле во евентуални скривници и засолништа, поголемиот дел од објектите кои што се за таа намена се нефункционални, полни со смет и неодржувани. Еден таков пример е токму овој, во кој што се гледа дека не е одржуван. Важноста на скривниците сега се покажува на делово Украина. Македонија, иако е далеко од конфликтот во моментот, располага со стотина засолништа, од кои на една рака може да се избројат функционалните. Одговорност за тоа засега нема, а надлежните институции мора да преземат активности, бидејќи никогаш не може да се предвиди кога тие ќе ни бидат потребни од една страна, а од друга страна, со исправни сирени за тревога и функционални засолништа, граѓаните би се чувствувале посмирени. Случајот со Хрватска, со паѓањето на дронот, покажа всушност дека безбедноста и стабилноста, кога станува збор за НАТО, никогаш не може докрај да биде гарантирана. Што се однесува до Македонија, еднакво тоа може да важи и за регионот и за всушност земјите членки на НАТО, но сега во овој случај.
Оно што знаеме дека Грција всушност ја гарантира безбедноста во смисол на небото, го штити небото македонско во случај, нели во кризни случаи. Што станува за македонското небо без Грција? Имате ли објаснување? Се работи за изолиран настан и се работи за дрон, тоа е всушност повеќе налик на ракета отколку на дрон. Кога ние зборуваме за дрон, обично луѓето мислат на оние мали мини хеликоптери. Ова е налик на ракета која што се движи со брзина од еден мах. Значи голема брзина, додека вие станете свесни дека е на ваша територија, особено земји како нашата, тој ќе ја прелета и ќе отиде во соседната држава, но факт е дека прелетал неколку земји членки на НАТО, но сепак од ова не треба да се прави толку голема драма, кога таму некаде североисточно секојдневно гинат луѓе, и тоа стотици луѓе, паѓањето на еден ваков објект само по себе не значи премногу. Не значи премногу, но значи, се разбира, ако падне, што велите не треба да се прави драма, може да настане драма сериозна. И сега ве прашав за македонското небо. Тоа е гарантирано од Грција. Што значи? НАТО, можеби во конкретниот случај, ќе имаме носеч на авиони, па ќе полетат американски авиони, не значи дека само од Грција. НАТО, но во договорот со НАТО, токму Грција го штити македонскиот воздушен простор. Тоа значи дека во случај на летало кое што неовластено се движи на наша територија, ако не може да се воспостави контакт со него, треба да полетат грчки авиони кои што треба да се приближат до него и да видат за што се работи. Бидејќи не е едноставно да се сруши било каков тип на летало пред да се идентификува. Ваквите борбени летала немат оние предаватели со кои што тие го идентификуваат својот идентитет. Секој патнички авион има предавател кој што кажува за кое летало се работи, но и во случај вакво летало да лета над Македонија, пред да полетат грчките авиони, леталото ќе помине надвор од наша територија. Повеќе прашањето е како Македонија ќе реагира, и без НАТО, тоа може да се случи, затоа што и тоа и се случи на Хрватска, иако е членка на НАТО, требала да реагира, предпоставувам, и самата, и тоа не го сторила. На кој начин? Не е, видите, едноставно е да се постави вакво прашање, но јас поставувам контрапрашање. На кој начин можноста од ваква опасност ќе остане понатаму отворена? Можноста да биде истрелана ракета, еве конкретно од украинска територија, за која што потоа ние ќе спориме дали е руска или украинска. И никој никогаш нема да докаже како што беше случајот со патничкиот авион. Зошто би било од украинска територија би можело? Затоа што ако истрелана од руска територија, ќе знаеме дека е руска ракета. Не може било кој да отиде во Русија да истрела ракета. А од Украина во овој момент имаме најмалку 3 сили кои што може да истрелат ракета во било која насока. Едната сила е руската армија, втората сила е украинската армија, третата е непозната сила. Може некои резервисти, може некои странски платеници. Добре. Со најразлична намера. Информации, так. Ајде не мора да се паравојни, може да се намерни. Видете, знаете колку тајни операции на дневна основа се одвиваат во светот. Може да е добро смислена тајна операција украинските сили да ја испукат за да ја прикажат како руска, за да ги зголемат нивните жртви со жалувањето на светот кон нив. Знаете дека на примерите во Босна... Ова импровизирате сега. Не, ова само предпоставувам. Пак ќе ви повторам. Заради тоа што можете да импровизирате и за Русија, дека истото може да го направи. Апсолутно. Да, се подразбира. Да. Русија е големата воена сила која што ги има тие ракети. Која е всушност... Па ја кажав Русија прва. Прва е руската армија која што може да истрела таков дрон, кој што повеќе е налик на ракета или на... Ајде да ги заборавиме дроновите сега, да се фокусираме на она што работите, кризи. Македонија ги гледаме дебатите во западните земји, дека имаат скривници, постојано дека имаат сирени всушност, но тоа и пред украинската војна, тоа функционира. Која е ситуацијата во Македонија? Сирени постојано? Со распадот на Југославија, тој систем на одржување на сирени постепено почнал да се распаѓа, би рекол, за да од пред неколку децении
системот не е функционален. Ние Треба ли да функционира е моето прашање? се разбира, ние токму од тие причини како Центар за управување со кризи минатата година до владата поднесовме информација во која што информираме за состојбата со сирените. Дел од нив се исправни, но не се врзани во систем. Значи, тие не треба само да бидат исправни, треба да имат и соодветен извор на напојување со енергија, оти може да се појави потреба. И што ви одговори владата? Се работи на случајот од страна на владата, имаме одврзани раци, моментално како ЦУК се обидуваме да обезбедиме значителна донација од Европската унија со која што би можеле да го решиме овој проблем, но интересно за вашите гледачи е дека сирените би ги нарекол и еден застарен модел на информирање, на тревожење на граѓаните. Кој е модерниот? Па модерниот начин е она што сите ние го носиме со нас, тоа се мобилните телефони. Освен Како сите би биле во одреден како момент. сите би биле информирани. Значи сега Во Македонија сите не поседуваат мобилни почетокот телефони. сега ќе ви го објаснам, Ниту тој пак целиот имаат систем. интернет. Значи ние како ЦУК почнавме да работиме на ова, ќе ни треба време, се надевам дека релативно брзо. Вас ќе ви треба време, но имаме украинска војна. Вие не треба да се вознемирувате од војната. Оваа војна, ако излезе од контрола, нити системите за тревожење ќе ни помогнат, ниту за солништата. Колку време ако дојде до атомска војна ќе издржите во засолниште под некоја зграда? Неколку дена, 10 дена, а пото каде ќе отидете? А што ќе јадете? Значи се сите овие мерки некои кои Запад ги има, скривници и против воздушна одбрана, односно сирени. Ние не сме Запад. Нивните скривници се во кондиција и во нив може луѓето да се задржат подолго време. Но ако летне една атомска бомба, ако имаме ракета само една, се подразбира дека и другата страна ќе возврти, која и да е другата страна. Имаме ли скривници за Во тој случај ќе има нуклеарна? и трета и четврта. Имаме ли скривници за Па нуклеарна сум гледал на војна? филмовите на Северниот пол некаде, мислам дека беа такви скривници може да функционират. Јас сум оптимист, сакам да Има опатам информации смирувачки. Јас сум Има длабоко убеден чекајте. дека не може да дојде до Не, тоа нуклеарна дали војна. мислите или не е ни важно. Треба да бидеме А вие подготвени. дојдовте да ме прашате за моје мислење. Не, ви велам, треба ли да бидеме подготвени е прашањето. Секако дека треба И да да бидеме, бидеме подготвени но ние за- не сме. Јас За експлицитно да се кажав спречи- дека ние не сме подготвени. Како Центар за управување со кризи се обидуваме да воведеме нов модел за известување и тревожење на граѓаните. Кога имаме опасност, не ја гледате само војната опасност, еве примерот со пукање на брана матка или било каква друга опасност. Во истиот момент од еден ништо не центар функционира. добивате Така? порака, СМС порака, се случи тој и тој и напаст ви, упатете се таму и таму. Во ист момент сите телевизиски програми се прекинуваат и пишува предупредување, како во американските филмови. Така, но се случи тоа и тоа, постапете така. Но сирените сите ќе ги чујат. Ви кажав, сите немаат мобилни телефони. А вие ги сите разликувате ли знаците за опасност да ве прашам? Знаете која е Извинете. воздушна опасност, која е Да докажам. хемиско-бактериолошка? Да докажам. Сите немаат мобилни телефони, сите немаат Не се согласувам интернет. со вас. Мислам дека безмалку сите имаат, освен највозрастните кои што имаат фиксни телефони, но предупредувањето ќе оди истовремено и на фиксните телефони. А оние кои немаат воопшто, И на телевизија. кои се изолирани, одсечени, вие знаете Тие се дека ова е малку, сиромашна тие земја. обично живеат во осамени краишта кои што нема да бидат први на удар. Вие тоа се гарантирате. Нема гаранција никаква. Добро, тоа е идејата, дека нема гаранција и треба да бидеме подготвени. Во јавноста вие прво имате грешка околу поемот криза. Поемот криза и кризна состојба е уреден со Законот за управување со кризи. За да се прогласи кризна состојба, најпрво треба да биде свикана групата за процена која што е составена од директорите Вие на... додека се свикате, Тоа господине сакав да ви кажам. Велов, Тоа сакав да ви кажам. Воспротивно, ако имаме воена опасност, тоа е во надлежност на армијата, и јас верувам во нашиот генерал штаб. Ако нешто е добро во оваа држава, тоа е нашата армија, кој што и меѓу граѓаните се уште ужива највисок углед. Таму има луѓе кои што стручно ќе одговорат на вашите прашања. Јас одговарам лаички од она што можам Да, да го добро, видам и ова беше стручно. и се оградив на почетокот. Да, Значи, тоа е воена проблематика. Нити имам воена академија, нити разбирам. Да, но беше ова стручено. Ме Ви прашувате, благодарам. одговарам. Ви благодарам, ви благодарам. Дејан, колку Холандија е подготвена да се справи со кризата
Ова е време на воена состојба, ова се воени времења, кога Русија ја нападна Украина и тоа трае, но и западните земји, целиот свет сушност е подготвен. Дали тоа станува збор за складирање на резерви на храна, дали станува збор за проверка на скривници, така натаму и така натаму. Што се однесува до Холандија, колку таа е подготвена за вакви кризни воени времења? Најверојатно државата се подготвува за ова. Обичниот граѓанин тоа не го гледа, бидејќи не владее некоја паника или некоја вонредна ситуација во моментов. Она што може да се забележи е дека од време на време недостасуваат некои намирници во супермаркетите како брашно и зејтин. Но тоа мислам повеќе е поради фактот што голем дел од тие намирници се наменети за Украина, односно одат како помош таму и од таа причина нема на домашниот пазар, но како што реков, не е тоа константна појава, него периодично. Поголем ефект од оваа криза има врз економијата, како и во целиот свет, нели цените на нафтата и на гасот пораснаа, така што тоа зголеми инфлацијата, со што се намали куповната моќ на граѓаните и влие на животниот стандард. Тоа и овде локално го гледаме во Ротердам, кој што е едно од најголемите пристаништа во светот, бидејќи 10% од прометот, вкупниот промет на пристаништето доаѓаше од трговијата со руска стока, што значи дека еден голем процент од работата на пристаништето во Ротердам отпаѓаше нели на трговијата со Русија, што сега веќе тоа се намалува. Она што го видовме во првите денови од конфликтот е дека луѓето побрзаа да купат, например, јод таблети поради стравување од нуклеарна катастрофа, нели, за намалување на ризик од развој на рак на тироидната жлезда, но нормално со односнешните информации се укаже дека тоа може да спаси од радиација моментална предизвикана од нуклеарна централа, односно од таков вид на радиација, но не и од нуклеарен напад. Што се однесува до скривници, не знам и дали постојат во Холандија, можда и да постоеле до 80-тите години, нели, додека траеше студената војна. Сега тие најверојатно, како и во останатиот дел на Европа, се претворени во некои складишта или центри за складирање на датабази и така натаму. За следните, тоа постои нели од крајот на Втората светска војна, секој прв понеделник во месецот, во 12 часот трае, се огласува нели таа една сирена за јавно предупредување од можен воздушен напад, но тоа е регуларна појава која што не е поврзана со овој конкретен случај. Од друга страна, државата и граѓаните се организираат самостојно. Постојат неколку веб страни каде што може граѓаните да се запишат за прифаќање на бегалци од Украина. И веќе тоа го направија над 25.000 семејства од Холандија, што значи дека тие може да примат од прилика 25.000 украински семејства. Од друга страна и државата наговести дека ќе обезбеди над 50 легла во центри кои што не се користат во моментот, како што се хотели, кампинзи и други паркови за одмор, каде што може да се примат плюс 50.000 избеглици. Како што знаеме, на ниво на Европската Унија е донесена уредба дека украинските граѓани може да се задржуваат во Европската Унија до 3 години и ќе имаат право на работна виза, односно да работат и престојуваат во Европската Унија. Тоа е случај нели и во Холандија. Така да тоа се мерките кои што официјално се превземаат, или само иницијативно од граѓаните, или кои што ги превзема државата.
Добро, Дејан. Ти благодарам за овој разговор. Благодарам и тебе.